Како писмата од Катица Јанева од истражниот затвор ќе влијат врз преговорите меѓу власти и опозицијата за новиот закон за СЈО за обвинителство? Мислам дека никако нема да влијат, веројатно може само позитивно да влијат. Секогаш наша цел било и останува до крај да најдеме договор. Договорот е гаранција за реализацијата на новите законски решенија, било кои да се одржават, посебно во правосудниот систем. Знам дека денеска има веќе работна група создадена, стојам на располагање на потребите на работните групи да се појавам и јас и господинот Мицковски секако доколку прифати. Сериозно е прашањето, не сме толку далеко од решение, можеме да се изнедат решение. Некој ќе каже го овој повторно оптимист, ако не сме оптимисти, тоа не движи ко решение. Верувам дека може да се најде решение. 15 септември доаѓа и да не се најде решение, не дај Боже, предметите одат кај државниот обвинител. Ако се најде решение во законот, пак одат кај државниот обвинител. Значи, секако е тоа решението, веројатно на специјалната обвинителка Катица Јанева, тоа е поривот да ги предаде предметите на доближувањето или наближувањето на самиот закон. Значи, уште еднаш, јас верувам, може би нема да успееме, но верувам дека треба да направиме се да успееме да се договориме и парламентот со консензус да го изгласа законот за јавното обвинение. Дали како е воопшто можно некој што е во притвор да издава наредби, да да управува со институции? Дали е тоа дозволено за сите што се во притвор? Секако. Имаме деловни луѓе кои што ги потпишуваат платите во притворот. Им се носат тамо со дозвола на судија, секако тоа е регулирано во законот, со дозвола на судија соодветен, не знам дали е тоа истражен, предистражна постапка како ги водат судиите, за секој граѓанин тоа што е возможно и за Катица Јанева, која што исто така во притвор, како и други притвореници. Значи, знам дека имало случаи стварно, таму се потпишуваат плати, таму се носат одлуки, таму се спроведуваат одредени постапки, заради тоа што тоа се, да напоменам, се уште осомничени лица кои што не се осудени и нема потврдена казна. Системот може да функционира. Имаше информација за лидерска средба во вторник. Да, само не, да завршиме со политички. Очекуваме од работните групи да ни кажат дали има потреба од лидерска средба. Тие денеска имат средба, ако секако тие заклучат, двете страни од работните групи, јас сум подготвен, ќе си каже и господинот Мицковски, веројатно и други лидери ако треба ќе повикаме. Целта е да изнајдеме решение, односно да помогнеме на стручните луѓе од преговарачките работни групи да се изнајде решение. Ќе најдете ли 80 пратеници да менете за да оставката на Катица? Значи не сум размислувал за тој дел, заради тоа што стварно гледам законско решение. Веројатно кога одреден независен правосуден орган, како што е Советот на јавни обвинители, алудира до политичарите, пратениците да дадат свое толкување, ние ќе ги разгледаме сите причини за да донесеме одлука. Ние немаме се уште донесена одлука, но секогаш, уште еднаш напоменувам, незаконито, нестручно работење не прифаќаме и тоа треба да биде утврдено со судска пресуда. Да, несовесно, не знам, неетички, ќе разгледаме за сите делови. Така да, верувам дека ни законот ќе се најдат сите решенија. Треба да му дадеме шанса на законот, да преговараме до крај до законот и да не се избрзува со ова разрешување, оставки или слично. Поверете? Да, ако може да истата тема да допрашам. Да? Значи, велите дека се близко до решение, но и од ваша страна и од опозицијата велат дека имате црвени линии. Овие преговори траат повеќе од 5 месеци, ако не се лажам, а има уште 10 дена до крајниот. Како да се реши тоа за една недела, ако 5 месеци имате црвени линии и вие и опозицијата? 15 е недела, 13 е петок, а денеска сме 6. Така да 7 дена имаме, немаме 10 дена. Треба да се најде решението. Голем дел од сите финеси се искристализирани во закон. Точно тоа што остана, тоа е суштина. Само треба со трезвени глави да заклучиме сите што учествуваме. Што е дозволиво во нормални земји, што не е дозволиво. Дека сме должни сите да обезбедиме едината на предмети, сме должни. Тоа го знам, секој граѓанин не го кажува. Дали бил приврзеник на опозиција, на власт, сите не го кажат. Тие се црвените линии, над кои што не смеат политичарите во нормални земји да си дозволат да ги поминат таквите линии. Ако нема решение од работните групи за законот за обвинителство, дали имате план Б? Јас реков што во минатото се случувало кога навремено не се носеле законите, не се обезбедувале условите за тоа, се седувало на маса и се барале решенијата. Секој пат за тоа сум зборувал. Така да не зборуваме многу тоа за план Б, не ги мотивираме така работните групи. Нека е планот тој да обстои и да се најде решенијата.